Регистрирани се 6 случаи на лица заболени од маларија оваа година во Република Македонија. Станува збор за граѓани кои работно престојувале во африканските земји, односно во ризични маларични подрачја. Последното регистрирано лице од инфективното оделение во Тетово било испратено на скопските клиники, под сомнение дека станува збор за ова заразно заболување. Во нашава земја, уште во 70-тите години на минатиот век, е искоренета оваа заразна болест. Од тогаш сите регистрирани случаи се импортирани, односно лицата се заразени надвор од Македонија. Тоа се случаи на маларија кај луѓе кои престојуваа во подрачја, значи тоа се обично тропски предели, значи каде екзистира маларичниот комарец, како работници, како туристи, авантуристи и слично. Значи, наши луѓе кога престојува во тие подрачја, ако не превзема адекватна заштита, значи со пиење на соодветни лекарства за маларија, постоја можност да заболат од маларија. Тие луѓе кога доаѓаат, значи овде во Македонија, значи ги велиме дека се импортирани случаи на маларија кои ќе заболат. Последниот случај се во Медиумиве што беше, практично беше испратен од кај нас од овде, не како диагностициран како маларија, него сомнение за маларија, бидејќи се вратил, значи под епидемиолошката анкета, се вратил од Тропска Африка, бил во Централно Афричка Унија и покрај кажувањето дека примал значи превентива за против маларија, практично пак заболел и на инфективна клиника се потврди и е на стаен на соодветен третман таму. Покачена телесна температура и треска се симптомите на маларија. Лекувањето препишано од Светската здравствена организација е во зависност од маларичното подрачје и од видот на предизвикувачот. Предизвикувачот на маларија ги напаѓа црвените крвни зрнца, значи еритроцитите, и тој се вгнездува во нив и врши распад на еритроцитите, на црвените крвни зрнца, и при тоа се појавуваат трески, значи температури 39, 40, над 40. Предизвикувачот се вика плазмодиум, на 4 врсти плазмодиум, и секој си има свој циклус, значи и своји атаци на напади на еритроцитите на соодветно време, на 10 сата, на 12 сата. Маларијата е заразно заболување кое не се пренесува од човек на човек, туку само со убот од маларичен комарец. Здравствените работници апелираат до граѓаните кои патуваат во ризичните земји, задолжително да се консултираат со лекарите и да примаат соодветна терапија.